Преку протести и блокирање на сообраќајот кон детската градинка Тетекс во Тетово, членовите и поддржувачите на движењето антикоцкање побараа да се спречи отворање на казино во близина на оваа установа за деца. Организаторите бараат почитување на актуелниот закон и затворање на сите објекти на игри на среќа до донесување на нов закон, со кој тие треба да бидат оддалечени не само од училиштата, туку и од сите јавни објекти. Денешниот протест е претежно од предлогот, последниот предлог што е даден за игрите на среќа, односно во тој предлог дистанцата е 500 метри, меѓутоа од две основни образовни институции, основно и средно училиште. Наше барање, односно и предлозите порано што ги имавме, беа сите вклучени, сите институции од јавен карактер. Целта беше само да се внесат и други објекти, како што се верски објекти и центрите на градовите. Сега, во овој случај сме многу далеко од нашите барања и најлошото е што во последниот предлог апсолутно ни градинките не се вклучени. Управата и вработените во детската градинка Младост не се согласуваат во нивна близина да има објект за игри на среќа. Као останување детска градинка го поддржуваме овој протест, пошто се работи за отварање на градинка блиску многу, за казино блиску многу до градинка, а активностите децата кога е добро време ги одржуваат надвор од просториите, ова е дворот на градинка, затоа ние као градинка сме против отварањето на ова казино. Тетовскиот градоначалник Билјалка Сами, кој го поддржа протестот, рече дека ќе ги искористи своите надлежности во корист на граѓаните. Јас као граѓанин на Тетово ќе сегаш ќе бидам во средината и начело на сите овие организации и активности кои се во заштита на интересите на граѓаните. Како политичар ќе ги иницирам, ќе поддржувам во институции секакви иницијативи кои се во овој правец и како градоначалник ќе ги искористам сите мои надлежности за ова ситуација да се реши и овој злостор што се прави на нашите деца, на нашите граѓани да се тргне од нашите средини. На протестот се обратија повеќе активисти на движењето антикоцкање и универзитетски професори.